Дискотеката Пулс во Кочани немала хидрантска мрежа, немала хидрант во употребна функција, ниту пак во објектот имало доволен број противпожарни апарати според квадратурата. Имало 2 врати, но онаа што требало да биде само излез, одвнатре била преградена со гипс картон и звучна изолација, а однадвор заклучена со катанец. Немало дозвола ниту за пиротехниката, а објектот немал лиценца да работи како кабаре. Сето ова се официјално утврдени факти, кои веќе ги соопшти обвинителството. Како е обикат ради обште со толико пропусти? Тоа ќе испитуваме. Па нису баш мали пропусти. Не. Пропустите се навистина големи, можем да кажам дека тоа е веќе ерозија на системот. Таков каков што е, системот веднаш тргна во контроли на ноќните клубови, дискотеките и кабареата низ цела земја. Согласно овие контроли, на увид се приложени лиценци за вршење на угостителска дејност, кои што се со важност и тие се 22 на број на цела територија на државата. Првиот викенд по пожарот во Кочани тие не работеа, бидејќи беше прогласена 7-дневна жалост. Но изминатиот викенд требаше да работат. Па излеговме во контрола и ние. Идам. Некаде пред полнок во петок или сабота е вообичаеното време за подготовка за излез во ноќен клуб. Ние го избравме петок, а излеговме околу 23 часот и 30 минути, откако престана поројниот дожд. Добре. Спремен ли си? Од кај почнуваме? Од паркија мислам да тргнеме, па да проверуваме. Мислиш ке работи нешто? Па искрено. Почнавме од градскиот парк. Прво до дискотеката Пјур. Вообичаено во петок или сабота, тука има редици луѓе кои чекаат пред влезот. Овој пат наидовме на затворени врати и понекое запалено светло. Здраво! Да ве прашам дали работите или не? Не? На неодредено или? Колку ви кажа? Добро, ви благодарам. Ете, дојдов ми потврда дека не работат, ама не ни кажа дали е само вечерва или на неодредено време. Да провериме и друго наблиску. Близу до Пјур се наоѓа култната Маракана, локал кој со децении нуди рок забави до утринските часови, но паркингот празен, такси станицата празна, музика нема, луѓе нема. Само неколку улични светилки фрлаа бледа светлина врз мокриот асфалт. Приближувајќи се до влезот, не пречекаа спуштени решетки на вратата од клубот. Да провериме. Кога работи, се слуша и гузби. Обично ова време, секој викенд е веќе галама. И прв знак дека не работат и паркингот што е празен. Но обично дека нема место каде да се паркира кола во ова време. Ништо, одиме понатаму. Следна дестинација центар на град. Продолживме кон следна локација, додека возевме низ градот, изгледаше како да сме излегле во ден кога ноќниот живот е ставен на пауза. А понашто го воочивме на терен, на пауза беше ставен и ноќниот живот во клубот -1. Отворено е, Па, патници прашат, Ми делува дека не е отворено и други луѓе пробаат да влезат, не е отворено. Патници имам странци, не знаат дали е отворено. А бараат диско негде у градов странци бе? Нема ништо отворено? Стварно не знам и ја. Но не беа само туристите кои го проверија клубот. Ова е уште еден од клубовите кои вообичаено го краси ноќниот живот на град Скопје, но вечерва и тој е затворен. Бевме сведоци на туристи кои што се обидоа да влезат, но безуспешно, а имаше обид и од надлежните институции за инспекција, меѓутоа клубот е затворен. Тоа беше наша прва, но не и последна средба. Движејќи се од едно на друго место, повторно ги сретнавме возилата на екипите од МВР и Државниот азарен инспекторат. Најневообичаената слика вечерта беше пред станица 26. Зад мене се наоѓа еден од двата клуба за кој јавно беше обзнаено дека поседува лиценца за работа. Но вечерва клубот е затворен, а пред вратите ги нема вообичаените редици како во минатото.
Следен за проверка беше локалот на соседната улица, кој исто како и ово има важечка лиценца за работа. Има еден дечко на шанта. Ај пробај. Не? Мафнал е дека не работи. Но и таму вратите беа затворени. Единствени минувачи беа залутаните таксисти кои веројатно очекувале поголема фреквенција. По овие неуспешни обиди, последни за проверка на листата ни беа два клуба во друг дел од Скопје. Одиме во аеродром да видиме тие дали работат. Се надевам дека работат, бидејќи ако не, на крај ќе излезе дека буквално ниту еден клуб не работи во Скопје. Се приближуваше 2 часот по полноќ, а и на овие локации немаше знаци дека има забава. Ова не знам дали работи Hall of Legends или не работи. Затворено? Затворено е ова. А пишува од 20 часот до 5 часот дека работи. Клуб. Па установивме дека буквално ниту еден не работи вечерва. Се на се, проверивме 7 објекти на 4 локации во Скопје. Ниту еден не работеше. А дека сите овие објекти, уште неколку други си работеа без проблем до пожарот во Кочани, сведочат нивните профили на социјалните мрежи. Па прашањето кое се поставува е колку ноќни клубови, дискотеки и кабареа во Скопје имале лиценца. Според регистарот кој Министерството за економија го објави по пожарот, во главниот град само 2 објекти имале важечка лиценца. Тоа се клубовите Станица 26 и 1212, кои добиле лиценца на 29 јануари оваа година, а имаат рок на важност до 29 јануари 2026, со оглед на тоа дека лиценците важат 1 година. Датумите се идентични, бидејќи газдата на двата клуба е ист. Ова значи дека сите останати ноќни клубови во Скопје кои работеле вечерта кога изгоре Пулс во Кочани, тоа го правеле без лиценца. Па побаравме неколку сопственици за да ги прашаме зошто и како работеле на диво. Одговори до затворањето на овој текст не добивме од ниту еден. Но фактот дека викендов не работеше ниту еден клуб во Скопје ја отвора дилемата. Зошто и тие што имаат лиценца не работеа? Ова прашање го упативме на единствената фирма со лиценцирани клубови. Нивниот став дека сега е несоодветно време да се работи во услови на тага, пред се поради трагедијата во Кочани. Воедно, Владимир Блажев е дел од програмското уредување на забавниот дел на нашите клубови и во време кога закрепнува, не би сакале да организираме забави. Клубовите Станица 26 и 1212 се секогаш отворени за соработка со државните институции во поглед на сите неопходни прашања поврзани со функционирањето. Дополнуваме дека дополнително ќе одлучиме кога ќе отвориме за јавноста, но секако не пред да поминат 40 дена од трагедијата која ја потресе државата. Уште следниот ден по пожарот објавивме дека во земјава постојат минимални технички услови кои треба да ги исполнува еден објект за да биде ноќен клуб или кабаре. Но и дека регулативата е таква што барателот на лиценцата пополнува лист од неколку страници, во кој тврди дека исполнува одредени услови, на што потоа самиот се подпишува. Никој не го проверува дали е тоа вистина пред да почне да работи. Така е од 2008 година, кога тогашното мнозинство во собранието ја укинало врската, потврдата да ја дава државниот пазарен инспекторат. На ниво на држава пак, според списокот што го објави Министерството за економија, само 23 клуба имаат валидна лиценца. Но според досегашните проверки, лиценцата и не е некоја гаранција дека условите се исполнети. Колку неправилности се утврдени кај ноќните клубови, кабареата и дискотеките кои имаат лиценца? Прашавме во владата. Од страна на Државниот пазарен инспекторат утврдени се одредени неправилности кај вкупно 15 правни субјекти, додека пак кај останатите правни субјекти постапката е во тек.
Кај сите угостителски објекти кои имаат важечки лиценци, како и кај другите угостителски објекти за кои не е потребна лиценца за вршење на угостителска дејност, во координирани акции со други надлежни институции се вршат инспекцијски надзори со цел утврдување на минимално техничките услови. За Пулс има истрага, ќе има и обвинение, а потоа и судење. Дали, кој и како ќе биде казнет, рано е да се прогнозира. Но што со оние кои работеле исто како Пулс, некои на километар или километар и половина воздушна линија до зградата на владата? Од Илинденска 2 меѓу другото ни одговорија. Во овој момент за сите утврдени неправилности или неисполнување на минимално технички услови се употребени сите правни можности кои стојат на располагање, како што се забрана за вршење на дејност и или одземање на лиценца, а за тие кои работеле без лиценци, доколку се утврди дека функционирале во минатото, ќе се употреби мерката забрана за вршење дејност и соодветни платни налози. Индиректно може да се заклучи дека речиси сите посетители на ноќни клубови, дискотеки и кабареа низ целата држава излегувале во објекти кои најчесто не ги исполнувале условите за таква дејност. Гостите во Пулс на 16 март 2025 година, за жал, нерегуларностите ги платија со своите животи.